почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Така како што најавивме во самата изборна кампања, дека ќе се залагаме за транспарентно работење во општина Куманово, еве денеска, како што веќе слушнавте, ја одржуваме првата пресконференција од трите планирани во текот на една последователна година од моето работење, работењето на општинскиот совет, работењето на општинската администрација и јавните предпријатија и јавните институции. Сакам на јавноста да ја кажам дека со доаѓање на позиција градоначалник, финансискиот пресек на општина Куманово на 20.10.2017 година општина Куманово има вкупно обврски од 950.564.958 дена. И тоа, општината има обврски вкупно 278.037.475 денари. Обврските на јавните предпријатија вкупно се 570.582 денари 633 и обврските на училиштата се 109.944.850 денари. Во овој период, заклучно со 26.1.2018 година, во општината дојдоа и се фактурирани ставки за извршени работи со вкупен износ од 117 милиони денари 099.901 денари. Сето ова вкупно, значи, денеска, тоест до 26.1.2018 година, општина Куманово вкупно има обврски од 1 милијарда 75 милиони денари 664.859 или преведено во евра 17 милиони и 500 милиони евра. Денеска состојбата во делот на нашите обврски е слична и општината успеа за овој период да ги намали своите обврски за 93 милиони денари или приближно 1,5 милиона. Тоа е од делот на финансиската состојба на општината, бидејќи сметам дека јавноста сака транспарентно да знае во каква финансиска кондиција е општината и верувате ми дека ништо не е поразлично во однос на останатите локални самоуправи. Исто така сакам да напоменам дека беа реализирани поголем број на градежни проекти во нашата општина. И тоа, во делот на инфраструктурата се реализирани комплетно 17 асфалтирања и реконструкции на улици. Почнувајќи од улица Тоде Мендол, дел од Трета МУП до Карадачки одреди, со должина од 1134 метри. Дел од улица Тоде Думба, од улица Васил Драгомански до улица Драган Стопареvić со должина од 640 метри. Улица 100 во населба Карпош со должина од 1975 метри. Улица Орце Николов со должина од 193 метри. Улица Пелинце со должина од 115 метри. Улица Моша Пијаде со вкупна должина од 850 метри. Улица Драги Шутевски или дел од улица Драги Шутевски со должина од 85 метри. Дел од улица Димитар Влахов со должина од 112 метри. Дел од улица Партизанска со должина од 100 метри. Улица Борко Танев со должина од 160 метри. Дел од улица Страшко Арсов со должина од 145 метри. Дел од улица 4 јули со должина од 170 метри. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица Ѓуро Пуцар Стари со должина од 293 метри и неизино тампонирање. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица Ѓорче Петров
со должина од 116 метри и нејзино тампонирање, атмосферска мрежа на дел, атмосферска канализација на дел од улица 4 и улица Страшко Арсов со должина од 287 метри, реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица Јоско Илиевски со должина од 397 метри, изработка на фекална канализација за основно училиште во Долно Којнаре, 11 октомври во должина од 122 метри. Тоа се само дел од инфраструктурните проекти кои што во овој период се превземени. Во теке втора фаза на регулација и изградба на речното корито. Се поставува влезна порта на Бислимска клисура. Изработено е идено решение за регулирање на сообраќајот на двата влеза во нашата општина. Во завршна фаза е уредувањето на паркот според спортско-рекреативниот комплекс, покрај спортско-рекреативниот комплекс, отворен и затворен базен на општина Куманово. Заедно со УНИЦЕФ ќе изградиме нов центар за ран детски развој во село Черкези. Потпишан е договор и се чека реализација. Со средствата од Европската Унија ќе се реконструира зелениот пазар во Куманово и средствата се обезбедени преку проект за меѓугранична соработка помеѓу општините Куманово и збратимената општина Гнилане. Вкупна сума на проектот е 324.766 евра, од кои по 50% ќе користат и двете општини. Општина Куманово доби грант од 120.000 евра за подршка на проекти од јавен интерес и подобрување на општинските услуги и квалитетот на животот на жителите, во кој што проект ќе бидат вклучени директно невладините организации на територија на нашата општина. Нулта толеранција кон возачите и сите несовесни учесници во сообраќајот кои што ги узурпираат јавните прометни површини и ги злоупотребуваат одбележените паркинг места кои што се во собственост на општина Куманово ги стопанисува јавното претпријатие за паркинг услуги. Се изврши реконструкција на фасадната зграда на општина Куманово. Беа поставени унифицирани тезги на градскиот плоштад за новогодишниот базар, а се донација од бизнис заедницата, тоест угостителите во градот на општина Куманово. Се изврши одбележување на хоризонтална сигнализација во централно градско подрачје и во следниот период, штом временските услови ќе дозволат и ниските температури ќе се покачат, ќе продолжиме со хоризонтално и вертикално одбележување на градот. Се сменија клупите на градскиот плоштад. Поставени се мобилни тоалети на клучните места во градот. Избравме и сувенир на годината, тоа е пиле копче. Преземавме акција за почист воздух и почиста животна средина. Го воведовме принципот, тоест ја воведовме програмата која што ја ветивме во самата предизборна програма, акцијата Засади живот за нов живот. Секој новороденче кој што се раѓа во нашата општина и е жител на нашата општина, добива една садница на поклон од локалната самоуправа со цел да истата ја негува засади и ја негува тоа семејство како што ќе го негува и тоа новороденче. На тој начин ќе обезбедиме на годишно ниво минимум да се засадат 1200 нови садници и истите да бидат негувани. Во тек е проектот за аеросолизација на најпрометните сообраќајници во градот, прскање и миење на улиците и јавните прометни површини, каде што со овој метод, согласно тоа што беше спроведено во соработка со Земјоделскиот факултет, професори од Земјоделскиот факултет и од Финки, успеавме со подршка на јавните претпријатија, Чистота и зеленило, Водовод Куманово, МВР Куманово и инспекцијските служби да постигнеме ефект на намалување на загадувањето од 20 до дури 77% на одредени локации во градот. Со акција на јавното претпријатие Чистота и зеленило успеавме да засадиме нови 1285 садници на сите различни локации во градот. Приоритет дадовме на главните сообраќајници и овој тренд, централното градско подрачје, и овој тренд ќе продолжи на територијата на целата општина.
Чистење на диви депонии во градот и тоа на локација Сточен пазар, село Долно Којнаре и кај локацијата Туш во населба Перо Чичо. Морам да потенцирам дека иако го даваме својот максимум во делот на чистење на депониите, сепак неодговорното однесување на поедини граѓани повторно создава проблем со дивите депонии. Дивата депонија кај Туш веќе 2 пати реагираме и ја чистиме и повторно е дива депонија поради неодговорно и противзаконско делување на поединци во нашата општина. Го чистевме речното корито на река Којнарка во населба Средорек. Преку превентивни и едукативни спотови, општина Куманово влезе во кампања за почиста животна средина. Секој четврток е приемен ден во општина Куманово или отворен ден врз база на обврските на градоначалникот и администрацијата. До сега направивме разговор со повеќе од 1000 граѓани во општина Куманово на овие отворени средби и состаноци, кај што ги слушнаме сите нивни најгорливи проблеми. Добар дел од проблемите кои што се од делот на инфраструктура и бирократијата и проблеми во самиот процес на административните постапки успеавме да ги решиме. Секојдневните средби со граѓаните, здруженијата, бизнисмените, невладините организации, уметниците, пеачите, спортските легенди и многу други дадоа допринос да го подигнеме нивото на квалитет во делот на услугите кои што ги даваме кон сите. Затоа, од овде сакам да потенцирам дека имаме намера да продолжиме на ваков начин со исто темпо. Во следниот период ќе се насочиме кон проекти за здрава и животна средина, и тоа аеросолизација. Кампањата која што ја потврдиме со одлука на Совет за гасификација на градот, кај што со 150 евра ќе го субвенционираме секое домаќинство да се приклучи, да користи природен газ и да добие услуга од нашето јавно предпријатие, Куманово газ ќе биде приоритет во тековната 2018 година. Ќе се обидеме да ја прошириме гасификационата мрежа и во моментов општина Куманово располага со приближно 10 километри подземна инфраструктура или гасификациона инфраструктура на територија на општина Куманово. Далеку е од целосно покривање на општината, но сепак сметам дека е добра појдовна основа да гасификацијата на територија на нашата општина се шири. Исто, приоритет ќе бидат катни гаражи кои што се во тек за изработка на проектни решенија и целосна изведба на катни гаражи. Општина Куманово има издвоено почетно 5 милиони денари за отпочнување на овој проект. Кружните текови ќе бидат тренд во идниот сообраќај или современиот сообраќај во општина Куманово и во тек е јавна набавка за изработка на техничка документација на решавање на кружните текови. Во 2018 заедно со сите вас и со граѓаните на општина Куманово сакам да се обидам и да направам целосна реконструкција на улицата 11 октомври, при што и самиот влез на нашата општина ќе биде уредно и модерно решен со едно кружно решение. Ќе извршиме и адаптација на основно училиште Јероним Дерада и тоа замена на надворешна столарија и подови, проект кој што ќе биде финансиран од Европската Унија преку ИПА грантовите. Воедно ќе следува и пуштање во употреба на спортската сала во средното економско училиште, кај што наставата се одбива на албански наставен јазик, каде што во завршна фаза имаме изградено комплетна спортска сала која што ќе ја користат учениците во ово училиште. Почитувани присутни, ми припадна честа да јас како градоначалник го затворам и најголемиот финансиски проект кој што беше во последните 12 години инвестиран на територија на општина Куманово. Се работи за грант од Европската Унија со вкупен износ од 4 милиони евра, каде што беше
вкупно поставена канализациона инфраструктура на 54 локации во нашата општина. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на донаторите, но исто така и на сите оние кои што зема учество, почнувајќи од изведувачите, јавните предпријатија, тимовите од јавните предпријатија, општинската администрација, кои што дадоа допринос за да се реализира овој значаен инфраструктурен проект во нашата општина. Во меѓувреме исто така направивме и реконструкција целосна на тротоарите на улица Вук Караджич. Планирање и изведба на паркинг простор на сточниот пазар. Изградба на паркинг простор во местна заедница Панче Песев помеѓу зградите на самата Октомвриска револуција. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица Ѓуро Пуцар Стари и Ѓорче Петров. И уште поголем број на мали инфраструктурни проекти. Почитувани присутни, сакам да го искажам моето задоволство во делот на целосната досегашна соработка со Советот на општина Куманово, со надлежните општински административни службеници и со јавните предпријатија. Исто така да ви се заблагодарам на представниците на медиумите кои што интензивно не следите целиот овој период. И воедно да се заблагодарам на невладиниот сектор кој што даде свој допринос во делот на реализација, имплементација и потикнување на одредени проекти за кои што денеска реферираме пред вас, а воедно очекувам во понатомошниот период уште поинтензивна взаемна соработка. Сега би ви оставил простор да ги поставите сите отворени прашања пред кумановската и македонската јавност и поврзани со темата и вон темата, подготвен сум отворено да одговорам на сите новинарски прашања кои што ќе бидат упатени до мене. Ви благодарам. Повелете. Благодарам, градоначалник. Почитувани новинари, повелете. Прашања за објаснување од градоначалникот. Повели? Во вашето излагање, се извинувам, не слушнавме ништо за планот како општина Куманово ќе го реши проблемот со повеќегодишната блокада на снег. Општина Куманово работи со задолжителна судска рамка од 37 милиони и 200 илјади денари. Тоа значи, сите пари кои што ќе дојдат на жиро сметка над овој износ во текот на еден месец се блокираат и истите се користат за да бидат исплатени доверителите кои што побаруваат по основ на судски пресуди од страна на општината. Кога ќе се спореди со буџетот, кој што како креиран буџет е некаде околу 31 милион евра, тоа се многу мали средства. Но креираниот буџет е бруто буџет на општина Куманово, кај што се влезени сите ставки за плати, за пренесени надлежности во делот на менаџирање на образованието и сите пренесени надлежности од страна на државата кон општината. Реално, на општина Куманово или на мене како градоначалник ми остануваат некаде во просек на месечно ниво 130 денари по глава на жител за да го менаџираме процесот на живење на општина Куманово. А тоа се да обезбедиме зимско и летно одржување на улици, реконструкции на истите, изградба на нови улици, нова фекална атмосферска канализација, улично осветлување и сите останати процеси за да може Куманово да се трансформира во една модерна и урбана средина. Што значи, со 2,2 евра по глава на жител на месечно ниво, тоа е невозможно. Ние ќе се обидеме во следниот период и сме веќе во фаза на поднесено барање и очекуваме од надлежниот суд да ни ја зголеми оваа финансиска рамка за да имаме поголем комодитет во делот на средствата и онаа што ќе го прибереме како средства да го инвестираме како реална потреба
на граѓаните, за да бидеме во можност да градиме посериозни инфраструктурни и капитални проекти во општина Куманово. Паралелно со тоа, разговараме преку ЗЕЛС, заедницата на единици на локални самоуправи, со владата на Република Македонија, да направи долгорочно задолжување како влада, за да може да ги раздолжи сметките на општините, тоест на сите локални самоуправи, кои што, согласно некои анализи направени од страна на некои институции во државата, изнесуваат бруто, како на државно ниво, околу 260 милиони евра. Што значи не само општина Куманово, туку најголем број од локалните самоуправи во Република Македонија се едни од најголемите должници кон стопанството и кон физичките лица. Повелете. Има други прашања? Каде ќе се градат кафе гаражи на обучение на решавање на состојањето на нашата Куманово е град конструиран некаде согласно последниот сообраќајен план за околу 8 до 10.000 возила. Имаме таква инфраструктура, во моментов имаме 25.000 возила, тоест повеќе 27.000 возила кои што се регистрирани на територија на наша општина, и ако ги сметаме сите возила кои што транзитираат низ Куманово од соседните општини Липково, Паланка, Кратово, Старо Нагоричане, таа бројка надминува некаде на дневна основа на 30.000 возила, што значи Куманово мора да создаде нова сообраќајна инфраструктура. Во моментов, согласно овие финансиски можности, тоа е невозможно. Да се прошират булеварите ќе значи дополнителна експроприација на нови површини кои што не се во собственост на општината, и затоа ќе мора да примениме мерка да градиме катни гаражи, и тоа на 3 локации за почеток во градот. Една е зад поранешната КИП банка по Куманово, или популарно место како што го нарекуваат граѓаните Берза. Втората локација е зад трговскиот центар Сума, и третата локација е зад стамбено-деловниот комплекс Серава, каде што постои уреден паркинг, е во собственост на општина Куманово и може да се направи доградба, тоест изведба на урбана опрема која што може да се користи за обезбедување на дополнителни паркинг места. Повелете. Повелете. Да. Една од главните стратегии во делот на капиталните инвестиции е изградба на нова детска градинка со мултиетнички карактер, каде што би биле згрижени поголем број на деца или над 200 деца во општина Куманово. Ние во моментов имаме состојба кај што повеќе од 800 деца чекаат за упис во детска градинка во општина Куманово. Како што знаете, ние немаме подолг временски период, откако Република Македонија е независна држава, ние немаме инвестиција во дел на изградба на нова детска градинка на територија на нашата општина. Од наша страна е веќе поведена постапка во дел на обезбедување на потребна урбанистичка документација за доуцртување на овој објект на локација на улица Бајрам Шавани. Исто така е распишана постапка и изберен изведувач за изготвување на проектна документација со која што подоцна ќе аплицираме пред надлежното Министерство за труд и социјална политика и Министерството за финансии за обезбедување на средства на самиот идеен проект кој што треба да ја даде предмер пред сметката колку би чинел овој објект. И јас ќе бидам презадоволен заедно со мојата администрација, верувам и советот на општина Куманово, доколку успееме во овој мандат да го реализираме овој проект, кој што ќе биде еден од најголемите капитални проекти кои што се изработени во нашата општина. Повелете.
Дали има други прашања? Да, имаме превод. Квалификованите мирен на стационот та жвендосни се подвијачен да подпишеме да магар че пакет носите така локали. Това е тута към еден към клиперите на Шоман Филоре Байрам Шаров. Се избијате на кашкол носимиш деловет на ту објекте. На не објекте регаците, објекти честите, предвидимите школи, умава катедра на универзитети и професор Јановиќ. Мртвата на објекти на пуште плен, јаш законишт баштилja, да cilja, želimo procese edukativno na open revitinku metodi. A kaunternan komuna će kontaminirati, će kontaminasovan kućne druge objekte vjede, srpse tešmetalijam se aktivno podveš energiji, će išće svojim izrazom. Ви благодарам на прашањето. Мора да констатирам дека не сте далеко од вистината. Таа е реалноста со која што се соочуваме во Куманово. Основно училиште Байрам Шабани е едно од најголемите училишта во нашата општина, се одвива наставата на албански наставен јазик. За ваша информација, ова е едно од најзадолжените училишта во општина Куманово, со вкупни обврски од 10.966.991 денар. Таму беше направено, тоест промена на менаџерскиот тим, на поранешниот директор му излезе мандатот, не доби повторна доверба, поставен е нов ВД директор и верувам дека во следниот период ќе успее да го менаџира посоодветно училиштето. Можностите на општината во дел на капитални инвестиции се многу скромни. Доколку државата не пренасочи капитални средства за инвестиции, морам да констатирам дека ние драстично состојбите во делот на условите нема да може да ги промениме. Се случи една хаварија во ова основно училиште, на самата пумпа и општината реагираше од буџетски средства, бидејќи самото училиште нема своји 100.000 денари за да плати, да биде сменета пумпата и да имаме грејење на училиштето. Иако не би требало да биде така. Во моментов во Република Македонија имате децентрализирани надлежности, но немаме децентрализирани средства. Имавме 13 години централизација. Последното училиште на територија на општина Куманово е изградено далечната 83-та година и тоа е основното училиште
Кочо-Рацин во Куманово и тоа е во најдобра кондиција. Верувајте ми дека и останатите училишта се во слична, па дури и во полоша кондиција од самото основно училиште Бајрам Шабани. Ке се заложиме во рамките на своите можности да интервенираме таму финансиски, кај што е најнеопходно, но првенство и да направиме дополнителен притисок на менаџерските тимови за да ги средат елементарните пропусти. Доколку, како што велите, има глувци на одредени релации, тоа е проблем на менаџерскиот тим. И тоа се решава, се повикува агенција, се запрашува објектот и се решава тој проблем. Камо среќа да ни беа само тие такви проблеми. Ние во основните и во средните училишта во општина Куманово имаме сериозни инфраструктурни проблеми. Значи во делот на нерешени санитарни чворови, тоалети, нерешени подземни инфраструктури, значи дотраени прозорци и така натаму, и таа е нашата кумановска реалност. Ние ќе се соочуваме со тие проблеми и имаме намера етапно, еден по еден да ги решаваме, а при тоа користејќи ги и можностите за апликација на меѓуграничните проекти, ИПА фондовите и така натаму, кај што мора да имаме проактивен однос од самите менаџерски тимови. И затоа од овде најавувам во следниот период интензивни промени во одредени менаџерски тимови во училиштата. За второто прашање, за сообраќајот, во тек сме на изработка на нова сообраќајна студија за целата општина, која што ќе утврди многу недостатоци и ќе се обидеме со истата да ги решиме најголемите проблеми во делот на сообраќајниот метеж. Самата студија ќе покаже кои од улиците ќе треба да станат еднонасочни, кои од улиците кои што се веќе еднонасочни ќе бидат повторно воведени со двонасечен режим на сообраќај, кои делови од градот можеби ќе треба да бидат затворени за сообраќај, бидејќи сметаме дека централното градско подрачје во Куманово е преотворено во делот на фреквенцијата и сообраќајниот метеж и можеби е добро да се воведе и контролиран режим на сообраќај, но самата студија ќе го покаже тоа, а не јас како градоначалник, бидејќи за таа работа постојат стручни луѓе кои што вршат соодветни мерења на проток на возила, на час поминати возила на одредени места во градот и врз база на таквите мерења потоа ќе излеземе со конкретни решенија. Истата сообраќајна студија ќе биде доставена на Советот на разгледување. Благодарам. Повелете. Оваа година ќе изработиме комплетен проект за гасификација на сите јавни установи на територија на нашата општина, а како приоритет ќе ја лоцираме градска болница Куманово како еден од најголемите, за жал мора да кажам, емитувачи на штетни гасови, бидејќи истите се загадуваат се затоплуваат со мазут и имаат застарена технологија. Ќе се обидеме заедно во соработка со ресорното министерство да го истуркаме овој проект, а исто така и ќе дадеме максимум во делот на гасификација на сите останати јавни институции во градот, кај што постојат технички можности за проширување на гасификационата мрежа во нашиот град. Повелете? Дали има други прашања? Ако нема други прашања, градоначалник ви благодарам и уште еднаш ви се благодарам на присуството. Благодарам на сите.